Дали стратеджи навистина му штети на биткоин? Ова прашање се отвори по новите критики кон компанијата и нејзиниот модел на финансирање. Дебатата стана поголема откако стратеджи продаде 3588 биткоини вредни околу 216 милиони долари. Парите беа искористени за исплата на дивиденди за инвеститорите, што предизвика сомнеш дали компанијата се оддалечува од поранешната порака дека биткоин треба само да се купува и да се задржува. Сепак, поддржувачите велат дека продажбата представува многу мал дел од вкупните резерви. Стратеджи понатаму поседува над 843.000 биткоини и останува најголемиот јавно котиран корпоративен сопственик на оваа криптовалута. Најголемата дилема сега е дали овој модел може да функционира и во подолг период на слаб пазар. Компанијата има обврски за исплата на дивиденди, а тоа може да значи дека во одредени моменти ќе мора повторно да продава дел од биткоин резервите. Токму затоа дел од инвеститорите сметаат дека стратегијата носи флексибилност, додека други гледаат дополнителен ризик за компанијата и за пазарот. Што мислите вие? Дали стратеджи прави паметен потек или овој модел може да се претвори во поголем проблем за биткоин?